Многу ветуваа, ништо не исполнија. Земјоделецот е оставен сам на себе. Изминатите 5 години се потрошено време во некорист на земјоделството. Нема аграрна политика. Вака земјоделците и сточарите оценуваат работата на владата во секторот во изминатите 5 години. За овие 5 години буквално ништо не е направено за земјоделецот. Цело време излегуваме со пресови, а треба да се излези едноставно да се земат чизмите во раце, да се обрети работничко дело и да се излези во шталите, едноставно да не ке големите, да речем, производители на млеко и на сточна храна, да речем, што има или други работи, треба да се поиде ке малиот земјоделец да се види како крпи ден за ден. Така да овие 5 години мислам дека се многу лоши. Не само тутунарите, незадоволни се и оризопроизводителите. Изминатава година со месеци беа на улица и бараа спас за културата. Велат ништо од ветувањата кои им ги дал министерот Николовски дека оризот ќе стане стратешка култура, ќе се купува за стокови резерви. Реагираат дека континуирано имаат слаби приноси, не имаат репроматеријали. Револтирани се и на последните измени на законот за земјоделско земјиште, со кој државата ќе ги земе необработените површини. Производителите изгубија се, ништо не добија. Мерки некои кои само ке направиме, ништо не прават. Еве ќе ви кажам околу субвенциите, дополнителната мерка не е исплатена уште, кажува дека е исплатена, не е исплатена, значи тоа лага. Дека авансто да субвенции ќе се исплаќат, нема врска и од тоа ништо. Значи со еден збор, за овие 5 години е хаос во земјоделието. Нашите површини не се во државна собственост за да ги дадеме ние на државата во да они стопанисуваат или да ги дават под закуп. Сите зборат дека храна нема доволно храна, ќе биде криза за храна, светска криза за храна, а ние површините ги оставаме. Планот за живот требаше да го подобри стандардот на земјоделците. Се ветува инвестиции и вложувања за поголеми приходи во сите семејства кои се занимаваат со аграрство и сточарство. Предвидено беше да се воспостави механизам за спречување на можни злоупотреби, а субвенциите за зелена нафта беа водечки во програмата. Земјоделските здруженија обвинуваат дека нема зелена нафта за сите, а во сите сегменти Министерството работело селективно. Имаме невозможност за живот. Ние во 21 век се уште немаме пиеќа вода. Немаме канализација. Дојде време, значи сега да ни уништат екзистенцијата. Земјоделците и сточарите постојано бараат средби со министерот, ама никако да дојдат до него. Му порачуваат дека не треба да биде министерот прес-центар, туку да излезе на терен и да ја види нивната мака. Да излези и да види што се случува низ полината. Дека па да не претераме на 70-80% нивите ни се празни. И самиот Љупчо Николовски, кога ја презеде функцијата, имаше став дека треба да биде меѓу земјоделците и дека нема да биде министер од канцеларија. Сакам уште еднаш денеска, токму од тука, на терен, каде што го правиме нашето примопредавање, со земјоделците, со тутунарите, а не во канцеларија, да пратиме порака дека ќе продолжиме да бидеме со земјоделците и со граѓаните. Ситуацијата во изминатите 5 години се чини дека кулминираше годинава. Сите овие случувања доведоа да го остават земјоделството и сточарството на раб. Па така, пиперките во Струмица завршија на буниште, оризопроизводителите се на улица, одгледувачите на свињи исто така, а пред колапс е и краварството. Производителите на млеко почнаа да го продаваат по социјални мрежи бидејќи откупната цена не им се исплати за маката. Накратко вака изгледа ситуацијата во земјоделството 5 години откако започнаа современите стратегии за модернизација. Побаравме и став од ресорното министерство, кој е најголемиот проект со кој можат да се пофалат во изминативе 5 години, но одговор за ова нема.